Гичев, колку време сте во карантин на брод? Колку време? Па после некое време почнаш да губиш смисла за деновите да ги броиш, али околу 22-23 дена, од 30 или 29 март. Дали очекуваше дека вака ќе се одвиваат работите? Воопшто не. Оваа ситуација ескалира мощно брзо. Ја дојдов веројатно со последниот авион наому на 12 март. На 13 се качи на бродот, дури на 13 за малку немаше ни да не качат, ќе не вратеа одмah дома. Ма среќа одлучија дека забраната на председателот Трамп не важи за Истанбул, па не качија на брод. И на 16 фирмата сама одлучи, компанијата сама одлучи дека ќе ги суспендира сите крузирања и ги вративме гостите. Од 16 сме као вид слободни, онака, без гости. Значи само персоналот е оставен на бродот? Да, само персоналот е на бродот од 16 март. За колку луѓе станува збор? На овој брод средна класа 700-800, мислам дека 100 луѓе од Индонезија си отидоа дома, пошто компанијата организира чартер летови до секоја земја, така ги носат сите членови на екипажот, целиот персонал. Веќе неколку отидоа, уште неколку се закажани за дел од Европа, дел од Азија, дел од Африка, Северна и Јужна Америка, и ние чекаме се што да ни известат кои ќе не носат нас. Дали на бродот има заболени од коронавирус? Секој ден имаме известување од капетанот. Официјално, според нивните кажувања, има во превентива изолирани околу 8 луѓе. И таа бројка не се зголемува во овие 21 ден, пошто според новото 21 ден треба да се во карантина 14, и од тие 8 луѓе со тестовите сега за сега викаат дека нема. Како сега ти изгледа еден ден на брод во овие услови? Станувам околу 6:30, 15 за 7, не будат, кои ни носат доручек, пошто си изолиран, ти носат секој оброк до соба, ти тропаат. Станувам, пијам кафе, гледам малку низ прозор, малку утро, малку сонце. Во околу 9:45 ни се јавува круз директорот на разглас, ни кажува дека имаме слободен час да се шетаме надвор малку на свеж воздух и сонце, и скачаме до 11. Во 11 ни мерат температура, да видат дали сме на 37 степени, ако сме на 37 степени, ви изолираат посебно на спрат кај што е црвена зона, односно кај што има луѓе со температура. Се враќам, правам доручкувам нешто, ручам околу 12:01. Пијам кафе, зборам со блиски луѓе. Околу 3 пак имаме излез надвор 1 сат на сонце. Во 5 пак ни мерат температура. Во 7 имаме игра на разглас од круз директорот, погодија таа мелодија, погодија славната личност и така натаму. Капетанот ни зборуваат, ни кажуваат ако не сте окей, ако сакате да зборите со некој, слободно зборите со нас, зборите со вашиот менаџер, зборите со одделот човечки ресурси, нели, сите тие работи, вежбајте, читајте книги, гледате телевизија, ви пуштаме филмови. Знаеш, се буквално цело време, цел ден има соопштенија. Тешко ли е да сте затворени 22 часа? На почетокот, кога пред да си отидат 100 луѓе од Индонезија, дел од нас бевме во внатрешни кабини, односно без прозори и балкони. Тоа беше малце потешко и посебно ако си човек што сака да излегува и сите тие работи, да, првите 2-3 дена беше. После на секој 7-8 фаќа мала криза, али среќа сега имаме 2 сати дневно да идеме надвор, па се трпи некако, после некој време се навикнуваш. Пошто се во ова е надвор од нашата контрола, кога нешто е надвор од твојата контрола, нема, тоа е. Спомена дека очекуваш набрзо да ве вратат дома. Како ќе се одвива тој процес? Има
планови, ни праќаат секој ден на електронска не секој ден, ни праќаат на електронска пошта известувања. Имаме апликација Royal Caribbean International, на неа ни кажуваат како ќе не носат сите дома, има план според секоја земја. Значи до секоја земја се има чартер летови. Ги собираат, пошто на корпорацијата има неколку компании крузерски, Royal Caribbean, Celebrity, таму имам пријатели исто од дома од Скопје, кога ќе одлучат дека ќе може да не однесат, ќе ги например соберат сите од Македонија, сите од Украина и со чартер летови до домашната земја. Дали на бродот има уште некој македонец? Има уште еден дечко од Штип. Дали ќе ти биде полесно кога ќе се вратиш дома да бидеш во карантина отколку на брод? Дефинитивно, ако има прозор што може да отворам, дефинитивно. Ти благодарам за разговорот. Фала и тебе, Марија.